Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе биде еден многу краток вовед во имунологија, односно во овој серијал на видеа за имунологија. Сега, што е тоа имунологија? Имунологија е една гранка од биолошките науки, односно тоа е наука која го проучува, односно наука за имуниот систем. Сега нормално се покренува прашањето што е тоа имун систем. Имун систем грубо би можеле да го преведеме како одбрамбен систем. Кој го поседуваат скоро сите биолошки организми. Нормално со различни нивоа на комплексност. Ние имаме многу високо ниво на комплексност, додека некои понижи живи организми имаат пониско ниво на комплексност. И ние ќе го разгледуваме имуниот систем на ниво на човек. Поред? Значи, ние ќе разгледаме имуниот систем во овој серијал на видеа, главно на ниво на човек. Нормално, ако го разбереме на ниво на човек, многу полесно би било да го разбереме и кај понижите организми. Во ред, но за каков одбрамбен систем станува збор? Дали овој одбрамбен систем може да те заштити, например, ако си нападнат од лав? И одговорот е не. Значи, имуниот систем не може да те заштити ако си нападнат од лав, но може да те заштити ако си нападнат од различни патогени организми. Значи, патогени организми. Патогени организми, просто кажано, се организми кои доведуваат до патологија, односно вон физиолошки состојби, или пак грубо дефинирано се организми кои доведуваат до болести, односно симптоми на заболување. Ајде да видиме некои групи на патогени организми. Че првично ќе ги ставам овдека вируси, кои не би рекол дека се организми во права смисла на зборот, тие се повеќе налик протеински машини. На второ место ќе ставиме бактерии, каде што имаме огромен број на различни видови бактерии. Имаме габи, под габи спаѓаат мувли, квасци и за крај некои паразити. Тие се најчесто некои видови на црви. За патогените организми ние представуваме една оптимална средина. Односно имаме оптимална температура, храна во изобилство, вода, минерални материи, витамини, односно се што е потребно за оптимален раст, развој и размножување на овие патогени организми. Нормално ние тоа не го сакаме, бидејќи ако има неконтролиран раст на овие патогени организми во различни делови од телото, тоа едноставно ќе наруши многу физиолошки процеси, ќе се наруши хомеостазата на организмот и едноставно тоа би завршило и со смрт. Нормално не сите бактерии се штетни. Ние сме во симбиоза со огромен број на бактерии кои се наоѓаат например во нашето дебело црево, во цревниот тракт. Значи ние сме во симбиотски однос со нив, но тие се унаводници добри бактерии. Тие го градат нашиот микробиом, дури на број се побројни него клетките кои не градат нас. Значи ние сме во симбиоза со огромен број на бактерии, исто и габи кои се наоѓаат на површината на кожата. Но постојат одредени бактерии кои се патогени. За да спречи инвазија од овие патогени организми, нашето тело има одбрамен систем, односно има имун систем, кој се состои од една армија која всушност е изградена од различни видови на клетки кои ќе се спротивстават на патогените организми. Вред, значи ние располагаме со армија, така нормално наводници, од различни видови на клетки. Оваа армија, освен што не заштитува од патогени организми, исто така не заштитува и од формирање на тумори. Вред, не заштитува од тумори, значи заштита против тумори. И оваа армија е толку битна, така што ако би можеле, например, вака во една секунда да отстраните целата армија, вие не би издржале повеќе од ден-два. Поради тоа што вирусиве, бактериите и габите се наоѓаат насекаде околу нас, се наоѓаат на секоја површина, се наоѓаат во воздухот, така што ако ти не би имал армија, одма би наставале огромен број на инфекции кои после неколку дена би биле
фатални. И постојат индивидуи кои се раѓаат со генетски нарушувања на имуниот систем и тие денеска, иако постојат некои терапии, порано требале да живеат буквално во меури. Значи буквално индивидуи кои целиот живот или бак делот од животот ќе го поминат изолирани од надворешниот свет во меур, бидејќи не смеат да дојдат контакт со надворешната средина. И ваков еден пример е Дейвид Ветер, детето од меурот. Значи Дейвид Ветер, детето од меурот. Сега, нашиот имун систем, нашата армија е толку добра во уништувањето на патогени организми, што некогаш може и погрешка да го нападне и нашиот организам. Во тој случај, ако го нападне домакинот, тоа се нарекува автоимуно заболување. Но, оваа наша армија, нашиот имун систем, не е семоќен. Бидејќи и да имаме здрав имун систем, можеме да заболиме. Така, да добиеме настинка од некој си вирус, инфекција од бактерии, ако е потешка инфекција, нели ќе се препишат и антибиотици. За вирусни инфекции не треба да се препишуваат антибиотици. И сега зошто е тоа така? Зошто нашата армија не може да се справи со се? Тоа е поради тоа што и патогените организми сакаат да преживеат. Поради тоа имаме една од најбурните еволуцијски битки во историјата на животот. Односно патогените организми против нашиот имун систем. Во ред, бидејќи ние не ги сакаме патогените организми, а патогените организми они сакаат да преживеат, и поради тоа постојано патогените организми развиваат нови механизми со кои би можеле да го инфицираат домакинот, дали тоа ќе биде подобра одбрана, полесен начин на инфекција, побрза делба, начин да се скријат од имуниот систем и слично. Значи патогените организми постојано развиваат некои си механизми, но заради тоа и нашиот имун систем мора да развие механизми со кои ќе се одбрани. Вред? И поради ова постојано надигрување, значи едниот па другиот па едниот па другиот, имуниот систем е многу комплексен. Значи имуниот систем е многу комплексен. Поради оваа голема комплексност, имунологијата многу често е предизвикувачка наука да се научи. Бидејќи, за разлика од многу други предмети, кои би можеле, например, да се изучуваат линеарно, например, научиш една лекција, па преминуваш на втората лекција, идеш на третата лекција и така натаму, каде што секоја се надоградува нели на минатата, имунологијата не следи баш ваква линеарна прогресија на знаење, него е на некој си начин круг. Што мислам со тоа? Например, имаш една лекција, добро, имаш друга лекција, која е објасно се надоградува на првата, па имаш трета лекција, па имаш четврта лекција и имаш пак се враќаш на првата. Едноставно е како круг, баш како што го направив, и нема очигледна почетна точка од кај да се почне. Ако почнеш од тука, ќе има работи кои не се јасни, се додека не го научиш ова. Во ред, ако почнеш од тука, ќе има работи што не те се јасни, бидејќи не го знаеш ова. И едноставно, од кај да почнеш, ќе има нешто што нема ти биде јасно. И на почеток ќе си мислиш, ја, и ова не го сваќам, ова е многу тешко, како ова, ваму таму има многу информации, но од кога се ќе се помине, едноставно кога ја добиеш целата слика како работи имуниот систем и се онака ќе се комплетира и ќе ти стане јасно. Иако во овој тек на предавање јас се трудам што повеќе ова да биде линеаризирано, така, да не биде како круг, но од кога ќе поминете голем дел од видеата, едноставно ќе се речете, аха, значи вака се ова функционира. Предавањава по имунологија ќе започнат со една многу кратка историја за имунологијата, тоа значи би било едно видео, па ќе преминеме на краток преглед на целата имунологија, значи ќе разгледаме целиот овој круг, само многу кратко, онака најопшто површински, па ќе одиме со детално разгледување, каде што ќе има можеби 5 до 10 видеа само за еден дел од имунологијата, ќе се разгледа детално, па ќе се на друг дел и така натаму и така натаму. Сега некои совети додека ги гледате видеата, предавањата по овој курс по имунологија. Ја би ви рекол видеата да ги гледате со брзина од 1,25, бидејќи
голем дел од видеата се прилично долги, така што ќе заштедите доста време. Исто така има грешки во некои од видеата, нормално правам ја грешки. Така што ако отидете доле во description на видеото и пишува некаде ваков број, така значи стискате на тој број и ве носи во тој дел од видеото кај што сум направил грешка. Така, и овдека во текстот кажува што треба да се поправи. Например, овдека во ова видео викам дека Т-клетките имаат МХЦ рецептори, што не е точно. Т-клетките имаат Т-клеточни рецептори кои препознаваат МХЦ молекули. Вред, значи ете, Т-клетките имаат Т-клеточен рецептор, а молекулите кои Т-клеточниот рецептор ги препознава се МХЦ. Значи на некој видео вака ќе најдете каде што има грешка и ќе стиснете да се знаете дека има грешка. Некаде може да не сум видел дека има грешка, некој од вас може да ќе познае. Ако познае, нека запише во коментар дека има грешка и ќе го внесам во description. И тоа беше главно се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.